слушнале за лавиринт? Знаеме што е лавиринт? Да? Ќе правиме игричка каде што ние ќе бидеме топче и наша цел ќе биде да излеземе од лавиринтот и да стасаме до крајната цел. Секој лавиринт е една позадина, затоа многу ни е важно каков е редоследот на позадините и ќе имаме блокче кој што ќе биде нели next backdrop, ама во сцените ќе одиме ќе ги наместиме позадините по редоследно, нели како сакаме да се појавуваат, која да биде прва, втора, трета и така натаму. Бидејќи е важен редоследот кога го користиме блокчето next backdrop. Океј. Ај прво да се потсетиме што правевме минатиот час. Мануел, сакаш да ни кажеш? Правевме игрички. Правевме игрички? Какви игрички правевме? Таа fish jump со рибата и catch game. Дали таа со рибичката ја правевме пред минатиот? Не. Таа со рибичката беше пред 2 недели. Така. А минатата недела ја правевме таа Catch со game. јаболките, така? Да. Catch game. Ете така. Во неа што успеавме да направиме? Кој ќе ми докаже, еве да слушнам. Кој сака да ме каже? Ана, што направивме во таа catch game? Во таа catch game направивме колку граница да ни биде наредниот левел. Добра. Дали направивме да собираме поени? Да, направивме, например, од 9 поени да ни се смени во вториот левел. Така, значи, штом ќе направиме низа од блокчиња што вели скорот да биде поголем од 9, тоа значи дека 9 не влегува во листата, значи почнуваме следниот број, а тоа е 10. Ако ставиме да биде поголемо од 10, на кој бројче ќе се смени позадината? На друго позадина. Чекај, мисля не ми го свативте прашањето. Значи, нели ние собираме поени? Да. Велиме дека со 10 собрани поени одиме на следната позадина или на следното ниво или левел, пример. Океј? Да. Ако напишам поголемо од 9, тоа значи дека на собрани 10 поени ќе се смени позадината. А ако напишам во кодот поголемо од 10, на колку поени ќе се смени? На тие што се 11, 12, 13 и така натаму. И Се така да бесконечно. Да, значи ако наполниме 11, ќе се смени на следната позадина. Добра. Освен додавање на мислам дека уствари и тоа беше. Океј. Освен додавање значи на скор како опција за собирање на поени, дали успеавме да додадеме и една јаболко можеби што додава повеќе поени? Јас тоа не го направив, немав време. Добро. Океј. Ајде ќе видиме кој колку успеа да направи. За домашно имавме да пробаме да направиме catch game, ама да биде со наши блокчиња, мислам со наши позадини и карактери, така? И целта беше таму исто да додадеме скор, целта беше таму исто да додадеме левел, што ќе ни менува позадини, и ќе ни брои нели на кој ниво сме. Ајде да видиме, Греам раце се сменија, не знам оти. Ајде Ана, ако може да ми споделиш екранче, да видиме што имаш ти направено и ќе одиме поред. Станичка, само кога јас кликнам на ова зелено знаменце и се ми се повтарат овде горе микрофоните. Како... Тогаш проблемот би било кај микрофоните. Ајде одиме кај микрофоните да видиме што се случува. Кај се е ист кодот. Океј. Ова set score, само момент, set score to 0,
треба да биде надвор од forever, значи треба да биде под зеленото знаменце. Зошто да не биде во forever? Ако ставиме во forever цело време да ни биде скоро од нула, дали тоа ни помага кога пробуваме да собереме што е можно повеќе поени? Не. Не ни помага, што значи цело време му велиме не во ете таму. Вака стои. Че да одзирнам сега. Океј. Добро, мислам дека вака сега би ама треба тоа да го промениме кај сите микрофони. Ајде да провериме дали сите микрофони? Да. Браво. Добро. Ајде да дзирнеме сега дали би работело. А има некој што ти дава типа различен број на поени? Да, овој -2, само не се многу познава. Не се познава, тој може некоја црвена или нека таква боја баш да се познава дека одзема поени. Така некако да се обои. Што мислиш? Да, мислам дека порачката таман ќе можеме да препознаеме кој е тоа што одзема поени. Да. Ај сега да тестираме да видиме дали ќе не успее. Наставничка, целост. може микрофонот да го обијам, мислам дека тоа повеќе ме асоцира на расипано. Добро. Океј. Чекај, имаме некој проблем, или? Да, имаме. Да. Океј, стој да видиме. Go to random position. Set y. Не. Зошто мислам дека нешто од овие не треба да биде во forever? Set y на 180. Добро, go to random position, окей. Вака ми изгледа дека окей, ова нешто не ми се допаѓа тука. Мислам дека тука негде има грешка. Само да проверам. Ова беше од сум. Дали чекај малце. Само момент. Ке го најдеме проблемот. Мислам дека може да се реши. Ако е по -170 треба. Значи тоа да биде помало од -170. Да. А зошто е 170? Пошто ти цело време му викаш на микрофонот, ако цело време биде горе, тогаш да ти додава поени. А целта е тој да паѓа надоле, така? Да. Да видиме дали ќе работи сега. Да. Океј. Сега прашање имам едно, го забележувам тоа, да видам дали вие го забележувате. Колку поени успеа да собере Ана? Негативни броеви се тоа. И сега кафеавиот гледам дека одзема по 2, а другите по колку одземаат? Наставничка ти треба да додаваат. Зошто ми изгледа како да одземаат? Сигурно и од бидрите одземаат.
Што се деси? Топ. Чекај сега малце. Океј. Ај вака може да притиснам и јас remote control да видиме што се случува. Океј. Мислам дека само кај мене да го сменам вака. Добро. Ево ше еднаш да ги дзирнам овие. Ова да се спромени за 1 и ова е за 2. Добро. Ај кај keyboard да видиме што имаме. Да. Ова инаку кодот ми иска да мене дека е супер. Наместо set level можело да биде и change, ама окей, и вака функционира. Да уште еднаш да правам нешто не ми лечи. Додавам -1, значи негде имаме повторување на некои блокчиња и ни одзема поени. Чекај да црнеме каде е тоа. Негде се случува такво нешто. Зошто ни одзема поени, а треба да ни додава? Чекај да видам во костюмс тука. Добро. Значи овој плавиот треба да додава, а тој на нас ни одзема. Тука имаме проблем. Ај вака пак ќе ги препишам истите бројчиња да видиме. Ова додава по 1 поен и ова одзема по 2. Че да видам да не има некои да ги поделам вака да нема некои скриени блокчиња, па не сакајќи да ги имаме ставено. Добро. Clean up. Да. Зошто ни одзема поени? Мене тоа ме интересира. А пишува дека треба да додава score и level. Да. Океј, мислев да немаш некоја друга променлива тоа да ни прави проблем. Тоа оди во минус. Тука има нешто што не чини. Само да видам тука дали има, нема тука блокови. Чекај да видам дали има нешто што не ми... Опа! Сгрешив јас овако исклучив. Кај сте ми минути? Ова, добро. Чекај да видам нагоре да видам што има. Ја знаеш што би направила? Ова би отворила ново Scratch и би пробала овие сите да ги ставам во Backpack, чисто да видам дали можеби нешто се случува со проектот, пошто кодот, гледајќи го, треба да работи без проблем. Ова Backpack не сака да ми се отвори. Чекај се. Create, нека работи. Ќе можеш ова доле Backpack да го кликнеш? Дали ќе можеш од кај тебе? Мислам дека да. Ај пробај. Така, окей. Нека стои вака. Сега, ова keyboard ќе го ставам тука. Едниот микрофон тука. Вториот микрофон тука. Значи, можете во Backpack гледате и цели карактери да ставате. Карактерот кој ќе го пренесете во Backpack, исто така ви оди и кодот што е во него. Само да дзирнам кои се позадини, за да ако треба да ги додадам кои се. Не ми дозволува. Можеш да кликнеш во Backdrops горе, да видиме кои позадини се. Да. Spotlight, театар и концерт. Учителке, Молам. дали има карактер школка во Scratch?
Јас мислам дека има. Не сум сигурна, и јас мислам дека има нешто така ми стои мене во главата. Ај напиши SH shell да видиме дали ќе излезе. Ај пробај сега. Ствари вака, ќе одам јас нju. Ова нема, значи ништо не се брише од ова се стои. Ќе пробам сега. Ова да го избришам. Yes. Ќе одам да ги додадам позадините. Значи, прво беше... Танчка, можете кај мюзик, од таму ги бирав. Ај па супер. Може music. Учителке, Сакаше да ти почнува со Spotlight? Мислам дека со тоа сакаше да ти почнува. Кажи, има? нема. Ама недов друг карактер. Па, мислам дека и научивме исто така и како и да симнуваме и фотографии од интернет, така? Да. И театар. Можете да се симнете и од интернет фотографии. Еве ова. Еве ова. Еве ова. И еве ова. Океј. Сега друго нешто ја знаеш што би додала? Кога ќе почне проектот, значи кај зеленото знаменце ќе ставиме switch backdrop на која да биде прва, Spotlight. Чекај да видам. Да. Ова да биде прва. Океј, вака ќе го ставиме кај зеленото знаменце да почнува таа позадина. Сега чекајте, опс, стоп. Само момент да ги вклучиме променливите горе да се гледаат. Е, вака. Скор мислам дека вака ти беше. Ајде да пробаме сега. Да, пак истото ги брои. Дори чудно. Ги одзема тие што се позитивни. Или сите ги додава сега, не сваќам. Ау, со позадините се случува проблем. Океј. Ајде да го промениме кодот кај позадините. Значи вака. Кога ќе наидете на ваков проблем да со соберени поени каде што ќе треба да ви се смени позадината, кај вас цело време се вртат позадините, се вртат, тогаш можете да го смените да не го правите со if кодот, туку да пробате да го правите со wait until. Така да и со wait until ќе може да ви функционира ова, тука што сакаме да го направим. Сега јас нема да ги бришам кодовите од овдека, само ќе ги одлепам за да не функционираат од зеленото знаменце, друго ништо. Wait until скорот е поголем од 9. Duplicate. И сега јас наместо set level to 2, веројатно би го искористила блокчето change level за 1. Зошто? Значи, кога ќе стасам на толку поени, да ми се промени левелот и да оди на следната позадина. Сега ова се повторува колку левели сакате, во зависност од тоа колку позадини имате. И нормално, скорот ќе го менуваме, сега ќе биде 19. Ево вака. Потоа пак имаме duplicate. Опс. Пак имаме 29. Доколку ги имаш ти направено? Имам 3 позадини. Станички, мислам дека ми е во тоа што имам повеќе левели отколку што имам позадини. Ама еве сега пример ставивме 3. Ствари па еве можеме да додадеме уствари уште една. Океј. Чисто за еве театар 2. Чекај само да ги смениме, одиме кај stage, одиме во backdrops и ова што е белата празната да ја избришеме, пошто нема да ја користиме. И можеме еве чисто уште една да додадеме за ево вака, например, нека стои плавата. Ево вака. Океј. Овие, за да не се активираат, ќе ги одделиме. И ова зелено знаменце ќе го ставиме тука. И ова сега ќе се случува цело време. Ајде да видиме сега вака како ќе функционира.
Да, повторно се во минус. И да изменам тука. Изненадена сум зашто се во минус. Change score by 2. Да, така треба. Ај by минус 2 ако стои. И тука ако стои... Не, достига, добро. Тука ако стои минус 1. Тука има нешто проблем, треба пак да се прочешла кодот уште еднаш. Или ако треба да се напише уште еднаш, пошто нешто не ми штима. Океј, за да одиме во позитивно. Сакам да пробаме да одиме во позитивни бројчиња за да ни се менува позадината. Не може да береме овие. Се зголемуваат пените или која кога ќе го фатиш ти се намалува? Па пеното. Кафеавото? Да. Ај пробај да не го фаќаш кафеавото. Еве го. Сега гледате позадините не ви шетаат цело време, не ви се вртат. Да. Еве сме. Да, сега е окей. Сега ова со поените. Јас веројатно би отишла и повторно би ги правила кодовите, значи едно по едно ти рачуна да ги додаваш наместо да се префрлаат од бекпек. Јас тоа би го направила. Стави си име на овој проект, пошто ние направивме нов. Именувај си го нели Catch Game. Само напиши дека се со нови левели, евентуално. Океј. Кликни си save. Веројатно јас уште еднаш би го направила проектот, ама без префрлање на кодовите во бекпек, туку едно по едно да се додаваат како што треба да стојат кај карактерите и мислам дека тогаш не би требало да прави проблем со одземање и со додавање поени. Не знам зашо обратното се случува. Не ми беше јасно. Океј, извини што задржавме повеќе од што требаше. Ова за левелите мислам дека кај Ана го објаснив дека она имаше на еден начин, покажавме на друг начин, ама ако сакате и пак е нејасно, ќе објасниме и кај уште еден. Дали ќе може сега Вики да ми сподели? Да, ќе можем. Еве наставнички. Ти се балони. Тука направи до 10 левел. Ова ти работи? Да. Последните две сите ти се на flowers? Не, последните 2-3. Добро. Да ги сменам? Не. Нагоре. Се извинувам, нагоре дали ти се добри, дали мислам да се различни? Да. Да. Океј. Ајде да дзирнеме како работи. Кој балонче ни одзема поени? Жолтото. Жолтото одзема? Добро. Браво. Ти дори имаш со кодот на кој што го има направено Вики моментално, доколку се случи да бидеш друг, мислам да се намалиш еден левел, гледам дека ти се враќа позадината, па пак се враќаш натака, така да супер. Баш интересно. Сега, дали можеби ти успеа да направиш, ако резултатот ти отиде во негативно бројче, да ти застане играта? Не успеавме, добро. Ќе го покажеме тоа кај некој од тие што ќе споделат, така да, окей.
Задржи си го тука проектот, пошто ако покажеме тоа, чисто да си го вметнеш веднаш тука. Добро, веќе ова супер е направено, супер ми изгледа, све работи како што треба. Гледаш кај тебе е со if, само наместо со next backdrop ти имаш користено switch backdrop, на тој начин се спречува постојано повторување така на позадините и затоа ти работи на тој начин. Супер. Добро, Вики, фала ти. Мануел, ќе може да сподели сега? Може. Ајде. Океј. Само нешто не ми функционира. Не ми функционира добро. И А тоа скор? Зашто немаш скор? јас го ставив онај кодот од играта Catch Game у Backpack и тие кодовите ги додадев тука. Добра. Тоа е супер. Мислам дека кажавме дека може да се искористат истите кодови без проблем. Само да зирнам што е. Сет лејаутот, да? Добро. Теа, вака. Ако користиме повеќе левели да ни се менуваат позадините, тогаш овој дел тука не треба да биде поврзан на зелена знаменце. Ќе мора да го откачиш. И што да го правам? Е така, да стои. Нема да го бришеме, нека ти стои вака. Зошто? Бидејќи ти велиш кога ќе соберам 10 поени, појави се поравката you win и толку. И сега ние велиме не, нема да се појавува поравката you win, туку ако дојде скорот на 9, ќе се промени левелот, а со таа ќе се промени и позадината. Така, значи не сакаме да не излезе сега напишаното you win, можеме ова you win да го ставиме да биде видливо или шоу да му направиме, која ќе собере таму на последниот левел поени. Ако левелот е еднаков на 5, тогаш шоу. Пример овде, wait until level Така е сакам. еднаков. Како тоа да го направам? Епа овде, наместо да стои скор е еднакво на 10, ќе ставиме левел е еднакво на кој левел? На 5? На 5 ти е последното? Да. Ајде да одиме да земаме левел. Така, Да еднакво. го закачам на зелен. Сега би го закачал, да. Сега може да стои. Ете така. И во овој случај, ако левелот е 5, да значи дека си ги сум левел 2. Како си левел 2? Ај притисни стоп и пак пушти ја. И некогаш рибичката тоа почеток сум левел 2. Стоп, стои. Set level to 1. Set level to 2, set level to... Ај, дојди земи едно од тука set level. Извади го надвор. Опа, чекам многу линиите изнацртав. Напиши внатре 1. Тука напиши 1. И кликни го. Не го стави нигде, само така кликни го. Да видам дали ќе функционира. Океј, ајде да зернам сега дали ќе работи. И некогаш кога ова крапо, секоја втора рибичка направи саунд. Вие дали го слушате звукот? На некои рибички да, на некои не. Па да, на секоја втора некако нема. Сега ќе зернеме кај, може само кај една од нив имаш ставено звук. Може за тоа. 34, не требаше на 4 да се промени? Требаше. Наместо да биде play sound until done, стави го да биде само start sound. Може да тоа е. Дека? Овде. Наместо да биде play sound until done, стави го да биде start sound.
Аха. Сега треба тоа и кај другата да се промени. Добро. Овде ти пишува set score или set level? Кај? Set level треба. Не, set score треба да стои. Јас, пошто е оддалеку, е одзумирано ми и не го гледам, не читам, чач. Стварно не можам да довидам таму што пишува. Аха, скор Не. пишува. Мене Аха. треба level. Не, Да ми се смена. ова е за скорот да биде на 0. Океј, и те се уште на трети левел ми стоја. Ај, знаменце кликни. Еве. Backdrop не се... Па сега тоа ќе направиме. Кога знаменцето ќе се кликне, оди земи едно switch backdrop и ќе го ставиме тоа да биде од која позадина сакаш да ти почне. Едно switch backdrop ќе земеме. Од виолетовите исто, само на... И тоа стави го кај било кое зелено знаменце. Било каде ќе функционира. Доволно е на една позиција само да стои. Да. Може и така, да. Од каде сакаш да почне? Од која позадина? Треба било дека кај кој спрајт да го ставим. Доволно е само кај еден да го ставиш, ќе функционира за целиот проект, пошто зеленото знаменце е нели универзално за сите. Од која сакаш? Ова Beach Rio. Добра, ајде се вратиме кај каде го стави тоа, кај која рибичка? Така. И нека биде кај Beach Rio. Добра. Ама и на вториот левел ти е Beach Rio. Треба да биде light. Добро, и уште една треба да додадеш. Или пак Beach Rio. Backdrop 1 е празна, бела. Океј, тога е пак Beach Rio. Океј. Или... Boardwalk го стави. Може да ја ставиш повторно да биде вака плажата. И на крај кога ќе се заврши, значи Beach Rio, и кога ќе заврши треба да се појави пораката You Win. Ова да го тргнам? Нека стои така, нема да ти смета, не му штети на кодот. У случај пак да гличне така како што направи преска, ќе се... Ај пак стоп, па пак пушти го, еве го. Значи, веројатно нешто се буни, не знам што му е. И сега прави кај сите рибички. Прави? Да. И еве го се менуваат позадините. Мене ме интересира дали на крај ќе се појави пораката. Тоа мене ме интересира да видиме да стасаме до тие 40 поени. Да видиме дали ќе успееме. Јас не го бев направила сега, ово време го направив. 39, 40... бела позадина. Добро, ќе ја смениме, тоа не е страшно. Позадините тоа е лесно. И еве го, и You Win. Како може со текст да го направим? Кога ќе одиш во Costumes, и сега... ајде дојде да додадеме нов костюм, овој да не ти го бришеме. Ако сакаш овој да се го користиш, да ти стои. Доле кај што е... Чекај, сега ќе ти заокружам, пошто... Чекај. Овде доле. Врати се назад во Costumes. Океј. И тука само ќе покажеш, нема да го кликаш и гледаш на четката ќе кликнеш. На второто. Да. Текст. Кај да пишувам? Сега ќе земеме текст. Бојата каква? Таква сакаш да ти биде? Виолетова? Жуто. Ајде смени ја жуто. Добра, и сега кликни тука и почни да пишуваш. Кликни во белиот квадрат. Тука? Не, внатре во белото. Гледаш како ти е обележено бело?
Ај. Тука? Било каде, гледај сега. Значи, овој дел тука, чекај ти го обележам. Значи, во овој дел тука можеш да црташ. Океј. Така. И сега ти стави, мислам да пишуваш или што и да правиш во едиторот. Кликни таму внатре и почни да пишуваш со текст тоа што сакаш да ти биде. Али не ми пишува. Ама почни на тастатура да пишуваш. Па не ми пишува. Ај уште еднаш кликни му, било каде внатре, и почни да пишуваш. Не ми пишува, јас стискам не ми пишува. И мора да може да пишува. Ама те не бива. Јас стискам. Ама ти еднаш кликни и тоа ќе ти се направи како мало прозорче, ти не го гледаш и почни на тастатурата на буквите да пишуваш. Сега. Али многу маленко. Ке го зголемиме? Не отиде цел час. Али окей. Битно да се разрешиме што не е јасно. Океј, и сега ќе одиш стрелката ќе ја избереш. Аха, добро, може и така. Ова е големо многу. Да, Овака. така, може така да стои. Ето. И толку сега. Тоа е тоа. Вака текстот. Кликни си сейв горе, пошто направивме промена во Како проектот. да ми се тргне? Ама ти кога ќе го кликнеш треба зеленото знаменце кога ќе го кликнеш само да се тргне. Да, функционира сега се. Кликни си Save Now, пошто направивме многу промени. И ќе ни покаже, значи, Михаел, па на крај Давид ќе го ставиме. И ќе покажеме кај еден од нив како да го направиме доколку скорот ни отиде во негативно бројче, како да му кажеме на компјутерот отидовме во негативни поени, тука треба да престане играта. Може Михаел прво да ми сподели да видам како има направено? Ајде. Ти имаш направено на 30, на 60 и на 90 да ти се појавуваат пораките You Win. Многу не ми текнало на тој начин. Оваа тенис бол ти додава или ти одзема? Ми одзема за 2. Ти одзема 2. Добра. Браво. Да направам за да ми одземе? Како? Да направам за да ми одземе или не? Мислам, не, за сега да го тестираме? Да. И па ако сакаш можеш еве сега, можеме да го направиме, ајде. Дали ќе одземе? Да, одзема 2. И сега евентуално знаеш само нешто што би сменила јас? Скорот што вели дека е еднаков на 30. Јас би го сменила да биде поголемо од 30 или поголемо од 60, пошто може да се случи еве на пример ќе офатиш топката сега и нема да ти се направат 90 поени. Разбираш? Да. Да, значи мора да го темпираш точно на тие поени за да ти се појави пораката. Ако сакаш така, можеш така да го оставиш. Ако сакаш пораката да ти се појавува нели кога ќе ги собереш над толку поени, над 90 или над 30 или над 60, тогаш веројатно би одела јас со поголемо од, а не со еднакво, ама и на овој начин функционира доколку сакаш само позадината текстот да ти се појавува само кога ќе собереш точно толку поени. Значи и тоа може да е барање во играта, така да окей. Тоа евентуално нешто што би сменила. Сега прашање, дали можеби ќе може кај тебе да покажеме како, што ако на пример првото топче што ќе офатиш да ќе биде тениското топче. Како да направиме ствари ти имаш левел направено, ама левелот не ни се зголемува. Може треба такво нешто да вметнеме. Каде што се појавува позадината, нели она You Win,
можеме да го смениме да не биде you win, може да биде level up. И ќе додадеме левелот да се зголеми за 1. Евентуално така. Пошто гледам дека скор ти работи, скор ти е супер. Левел имаш направено, ама не се случува ништо со левел. Разбираш што сакам да кажам? Да, окей. Тоа може да се додаде, значи не е тоа ништо страшно. Сега, дали може кај тебе да покажеме како да направиме ако скорот ми отиде во минус бројче, да ми престане играта. Било каде, значи тој код може да се додаде, што ме ставено со зелено знаменце, ќе функционира за целиот код. Окей? Ме слушате Окей. сите? Наставничке, Молам. може и кога ќе добиеме негативен број на поени да пишува you lose наместо you win. Може. Да. Учителке, Ние тоа сакав да ви го дадам како предизвик за дома, за денешнава задача што ќе ја правевме на час, така да ќе видиме кој ќе успее тоа да го направи за следниот час. Кажи, Мануел? ја би имал една идеја како да го направам тоа. Супер, значи тоа ми беше идеја да ви го дадам за дома, така да ќе видиме колку ќе успееме да направиме денес на часот, за да можеме тоа да стасате да го направите дома. Окей, ај кај Михел да пробаме да го направиме, дали некој има некаква идеја за тоа како. Значи слушаме внимателно. Ако скор е помал од 0, се да застане. Одиме кај контрол блокчињата и земеме if then Ај кај контрол? Каде се контрол? земеме if then и потоа одиме кај оператори и земеме знакчето помало. Чекај да видиме, стои. Значи, каде се оператори? Кои блокчиња се оператори? Зелените. Добро, а кои блокчиња се контролс? Блокчињата еве овие Валовите. што се тука некаде. Овие се контрол? Да. Добра. Ајде одиме кај контрол. Добра. Кој блокче ни требаше од контрол? Контрол не требаше if then. If then. Каде? Тука ни е if then. Михаил? Значи, одиме во контрол. Чекај. Вака. И го бараме if then. Да. Го земаме него. Ето така. На зелено знаменце на страна. Или ваму кај set level што ти е ставено, можеме и таму да го ставим. Добра. За да стои кај зелено. Окей. Што требаше сега од оператори да се земе? Да земеме Помало. помало. Помало? Да. Ајде да видиме кој е помало. Добро. Ова е помало. Ќе И сега оставиме. таму дека пишува 50, треба 0. 0. Добро. А на другото место? Што треба Требаме да додадеме скор. Ајде скоро да го додадеме. А учителке, било дека тоа ќе го направи. Да, било каде да го ставиме, кај било кој карактер, доколку стои на зелено знаменце, ќе ни работи. Stop all. Ете така. Може би ова е некој блокче кој што внатре. Ете така. Сега прашање. Дали ова ќе работи цело време или ќе работи само еднаш? Само едно, затоа ни треба forever. Ни треба forever. Зашо ни треба forever? Да работи цело време. Ако сега ја го активирам проектот, кај мене моментално гледам дека не се негативни бројчиња, така, во проектот, и играта би продолжила понатаму. Но што ако после 2-3 топчиња јас почнам да фаќам само тениски топчиња и тоа цело време ќе ми одзема и можам многу полесно да стасам до негативните бројчиња.
Но, ако немаме forever на оваа низа, тоа значи дека нема да ни застане играта. Ајде да тестираме сега. Пробај, Михаел, фати еднаш фудбалска топка, а после тоа фаќај ги тениските. Да видиме дали ќе ни функционира нашиот изум. Ај сега тениски почне да фаќаш. Добро. Тениско. И уште едно. Застана играта? Да. Застана играта. Значи, на овој начин, кој ќе ви речам да ставите код што ќе треба да застане играта, која ќе соберам негативни поени, тоа значи дека треба ова мало кодче да го додадеме. Сега вие кај вас, сите што ги покажавме сега, додадете го ова кодче за да може нели да ви функционира и тој дел. Океј? Михаел, ова е добро направено, кликни се save now. Како што напоменав, евентуално за левелите би додала јас change level, кога скорот ќе биде одреден број на поени, како што веќе имаш ставено со пораката you win. Може пораката да стои, нели може да ја смениш пораката ако сакаш, нека ти стои you win, можеш да то додадеш под него друго копче што ќе биде change level за 1 или set level на 2, па set level на 3, на тој начин да се зголемуваат и левелите за да можеш да ја користиш и таа променлива левел што имаш креирано. Инаку другото работи се безпрекорно, топ е направено, ми свиѓа идејата што е со различни топчки, така да супер. Кликни си save now за да ти се зачува промената што ја направи. Давид, предпоставувам дека за времето додека да ги разгледаме сите домашни успеа да направи нешто, па затоа е раката крената. Или? Успеав да го направам тоа со поените, а со левел нема време. Океј, сакаш да го оставиме за следен час, за да почнеме со тоа што имаме за денес? И ако имаме некаков проблем да следниот час прво кај тебе провериме? Може да го покажам да видиме дали има некој проблем? Ајде да го покажеме дали има некој проблем. Можете за таа време другите да отворите новиот проект и ќе ви испратам линк на кој што ќе треба само ремикс да кликнете и да ги додадете блокчињата за многу побрзо да работиме. Добро. Виолетовото одзема едно поенче, а плавото одзема 2 поена. Аха, браво. Супер што имаш повеќе јаболки, јас многу сакам вака кога е шарени, кога има повеќе опции да додава или да одзема, така да тоа е супер. Можете кодот да го дзернеме само на кратко? Вака на брзина. Гледам дека све работи како што треба, значи тука нема никаква забелешка. Да, мислам дека ова све би работи. Да, све е супер. Да, окей. Тоа беше само, значи да го дзирнам. И сега за левелите, пробај да го направиш, ако не успееме такво нешто да направиме, иако мислам дека го дзирнавме минатиот час, го направивме во видеото. Ако не го видиш од видеото, тогаш следниот час ќе го дзирнеме прво кај тебе проектот. Може така? Да. Океј, договорено. Доколку заборавам, те молам биди прв што ќе ме потсетиш следниот час. Договорено? Океј. Ете така. И сега, ајде да споделам екранче кај мене, да видиме со тоа што имаме за денес, да подработиме нешто. Само момент да го ископирам линкот од проектот, за да ви го испратам, пошто на тој начин многу полесно ќе ви биде, само да го додадете кодот, а сигурно видовте од материјалите дека кодот и не е нешто многу долг, дека е прилично краток. Јас ви имам испратено само едно ливче за да работиме. Кога ќе го завршиме него, ќе ви испратам уште едно, доколку не успееме сами да го решиме. Сега да видиме колку брзо и колку ефикасно би работеле. Мислам дека веќе се научивме со материјалите, така да би требало брзо ова да оди. Само да кликнам share. Нешто ми заглави овој зумот. Ако ме снима, зумот крашнал. Ајде да видиме што се случува. Наставничке, мене додека мрдате многу ми се кочите. Не знам зашто. Вели дека зумот не реагира. Чекам да изреагира зумот. Не знам што му е.
Нешто застана. Ако се исклучам да знаете дека нешто до зумот има проблем. Се вратам. Се надевам дека не ви се исклучи веќе. Дали ќе го пратите линкот, пошто кај мене не ми стаса? Да. Ќе го пратам, уште го немам испратено, само чекам да изреагира. Нешто не иска да реагира, застана све. И се одмрзна. Добро е. Сме се вративме. Добро. Океј. Материјалите се вака. Знам дека не сме толку многу по читање. Try closing some момент. Ево вака, ништо ми вика, многу ми е слабо, не знам шо. Океј. Знам дека не сме многу по читање, па затоа да ви посочам каде да читам и што да читам. Во проектот кој што ќе ви го испратам, фактички ќе ви го испратам овој моментално што го гледате на сликичката. Тоа е лавиринт и наша задача е да го испрограмираме заедно со блокчињата доле. Гледате дека низата на блокови е прилично кратка и брзо се решава. Сега да напоменам нешто. Во проектот имаме два карактери. Едниот карактер е топчето, вториот карактер е зелениот преваголник. Дали го гледаме зелениот преваголник тука на крај? Овој зелениот преваголник ни служи како врата за следното ниво. Сите овие блокчиња што ги гледаме, освен ова тука што пишува level up на него, значи, ова level up треба да оди кај зеленото, зелениот карактер, а се останато треба да биде кај топчето. Гледате дека тука имаме touching color како блокче. Бојата што е тука плава, треба да ја изберете од бојата на лавиринтот. Учителка, Со пипетата треба да изберем. Со пипетата, така е, Давид, со пипетата. Значи, само ова со level up треба да стои кај зелениот карактер, се останато треба да биде кај топчето. Јасно ние што треба да правиме? да. Океј. Ќе ви го Учителка. испратам јас сега проектот. Еве ви линк во чат. Проектот ви го испратив. Директно кликаме ремикс. Проблем со ремикс нешто, споделуваме екранче за да го завршиме тоа. Мислам дека брзо би го направиле, за некои 5 минути. Така да како што ќе завршуваме, ќе ми се пријавувате. Во проектот што ви го испратив има 3 позадини, односно 3 лавиринти, веќе се нацртани за вас. Ваше е само кодот да го ставите. Договорено? Океј. Ајде. Почнуваме се работа, да го завршиме тоа. Страничка, кој код тој ше со пипетата? Целиот код што го, мислам дека објаснив кој каде треба. Значи тоа што е со текстот, што пишува level up, тоа треба да стои кај зелениот карактер. Се останато кај топчето. Добро. Ајде.
Учителке, завршив со проектот. Ајде да го видам на брзина. Имам едно прашање. Зашто, например, кебал, if touching color, плаво, има прашалник тук. Ама таков е блокот. Па да, зашто има прашалник? Оти така е блокот испрограмиран. Така е Океј. од скреч даден. Не ни менува ништо тоа. Океј. Ама ти најдов грешка, не треба зеленото знаменце да биде. Како не треба зеленото знаменце? Па таму во кодот пишуваше друго Да. да Да. Кај овие за движење горе-долу, лево-десно. Како го види, браво. И јас се фокусирав на ова прашалникот, не видов нагоре. Иначе, добро ли? Мислам дека е добро, да. Па гледаш краток е кодот и многу брзо се решава. Да. Тоа ти е со 90, треба да биде right. Така, супер. 180 треба да биде down, браво. Минус 90 треба да биде left, одлично. И ова треба up, супер. Океј. Ај пробај горе-долу лево-десно да се движиш сега на стрелките од тастатура. Ај пробај да поминеш преку зидот, дали ќе ти успее? Не. Не можеш, така? Затоа го имаме тоа. Доколку го допираш зидот, минус 10 чекори да се вратиш наназад. Добро. И сега, Чекори наназад. епа, пошто за 10 се движиш напред и толку да се вратиш. Сега гледаш кога ќе дојдеш до зеленото, ти вели level up, ама не ти се променува левелот. Треба сега, твоја задача е, да направиш променлива, чија задача, и незиното име да се вика левел. И кога топчето ќе дојде до зеленото, и кога ќе ви каже level up, треба да отидете на следната позадина и левелот да се зголеми за 1. Сега тоа е твоја задача, да пробаш да го решиш. Наставничке, готов сум. Океј. Ајде да го оставаме Мануел да го решава тоа, Михаил да ми сподели. Давид, рагата од преска или сега нова? Сега ја видов. Наставничке, Преска, да. Раката ми е од преска. Добро, јас се извинувам, ја немам исклучено. Океј. Михаил, ај уште еднаш кај зеленото оди. Значи ова што е со... Ете така. Да, тоа треба кај топчето да биде. Добро. Ете така. Up, down, left, right. Добро. Ај прави да поминеш преку зидот, дали ќе успееш? Не успеваш, така? Добро. Значи дека работи. Добро, ајде да пробаме да одиме до зеленото. Надале. Добро. Супер. Сега гледаш тука ти вели level up, ама не одиме на следниот левел. Твоја задача сега е, која ќе го допре, значи, топчето ова зеленото, која ќе му каже level up, треба да имаме променлива, што ќе се вика level. Таа ќе ни покажува горе на екранот на кое ниво сме и кога ќе го допрам зеленото да ми оди на следниот левел. Значи next backdrop да ми оди. Сега тоа е твоја задача да пробаш да го решиш. Дали може би имаме некој друг готов?
Имаме друг некој готов? Или директно го правите и со предизвикот? Right. Wait. I don't know. Down at the bed. Наставнички го сработив. Може да ми споделиш екранче? Да. Ајде. Наставнички не ми е јасен предизвикот. Сега ќе го објаснам уште еднаш. Ајде да го тестираме само Вики кај тебе дали работи. Down. Горе, долу, лево, десно се движи. Добра. 18. Up. Ајде прво помини преку ѕидот Left. тука. Надоле. Да видиме. Добра. Ајде. Уште малку. Помисли се на десно. Така. Така. И сега, уште еднаш го повторувам предизвикот. Гледате дека тука кога го допираш зелената прва голниче, вели level up. Тоа значи дека треба да додам на следното ниво, така? Но нешто не работи. Значи, треба, кога го допирам зеленото, значи, еве, например, одете кај зелениот карактер, кај финиш, кој ќе одите кај него, треба да додаваме нешто кај него. Доколку ме допре топчето, кога ќе кажам јас level up, change level за 1 и смени ја позадината. Тоа треба да се додаде таму. Значи, сега вие треба да додадете нова променлива, што ќе се вика level. Нејзина задача е да ни кажува на кој ниво сме. Значи, горе ќе стои 1, 2, 3, зависи на која позадина сме. И ќе се менува, кога ќе стасаме до зеленото копче, и кога ќе ми каже level up, ќе се промени позадината и ќе ме врати повторно топчето на почеток. А почеток е оваа позиција тука, 205, минус 205 и 140. Тоа е почетната позиција. Добре, Вики. Ај прво да пробаме овој предизвикот да го направиме. Учителке, Молам. јас тоа со скор не сум го направил, ама кога Ама иде не таму треба со скор. Треба со левел. Да. Тоа со левел не сум го направил, ама кога го допирне тоа зеленкото, Добро. се врни на таа позиција минус 205, Добро. 140 Добро. и бекдроп се смени. И бекдроп се мени. Добро. Сега, измеѓу тука, кога ставаш ти next backdrop, треба да ставиш change level за 1. Ме разбираш? Да. Да. Ете така. А кај зеленото знаменце, кога ќе почнам играта, треба да ми почне од level 1. Многу е важно да напоменеме која позадина ќе ни биде прва позадина. Backdrop 1 е прва, backdrop 2 е втора, backdrop 3 е трета. А како? Наставничке, кај мене не ми работи проектот, пробав неколку пати. Ај екранче, сподели ми да видам. И повторно ги напишав бројките и не ми работеше се уште. Ај да видам. Point in direction, down, up, left, right. Добро. Ај кај зеленото. Кликни да видам што пишува.
level up. Добро. Ај притисни стоп на проектот и пак зеленото знаменце кликни го. Ај пробај на стрелките од тастатурата се движиме. Доле, лево, десно, горе. Не ќе? А само да излегна, па да пробам повторно. Чекај да ти се зачува. Прво притисни cancel. Оу. Ајде да видиме дали се зачува нешто што направивме сега. Ајде горе, долу, лево, десно. Не сака. Чекај да видиме што е работа. Не треба when I receive. Треба when up arrow key pressed. Како? Оди во events и тоа што е со space копчето треба да го искористиш. Наместо space нели ставаме up, down, е тоа. Ти со broadcast го користеше? Да. Погрешка. Океј. Тоа треба да се смени, значи само. Мануел, успеа да го решиш со левел? Давид, готов ли Да. со целиот проект? Успеав, учител. Сега ќе те проверам. Давид, докај сме со проектот? Јас го правам предизвикот. Добро. Сега се движи, така? Сега е друга работа. Добра. Функционира, не може да помине преку зидот. Лево, десно, горе, долу функционира. Ајде да видиме кој ќе оди до зеленото. Level up. Сега е предизвикот. Кажав, кога ќе стасаме до зеленото, да имаме променлива која што се вика level. Таа ќе ни кажува на кој ниво сме и треба на секое пристигање на зеленото копче next level, next backdrop да имаме. Океј. Учителка, Доколку ова не успееме да го направиме, имам подготвени материјали да ви ги испратам за да си ги направите, бидејќи сакам веќе тоа да ви биде готово, надбинато, научено, средено. Бидејќи следната недела ќе имаме нова игричка со нови вакви екстензии и дополнителни работи што треба да вметнуваме. Знам дека веќе сме 5 минути надвор од времето што треба да имаме, така да дали ќе може да видам само кај Давид како работи првичниот проект? Пошто мислам дека не ми го покажа. Наставничке, мене не ми јасен предизвикот. Значи, кај зеленото копче треба да одиме и да ставиме, кога ќе ми излезе пораката level up, да ми се промени позадината. Со кој блок ќе ми се менува позадината? Next backdrop. Next backdrop. Што значи веднаш после реченицата say level up треба да ставиме next backdrop, така? Но исто така треба да вметнеме променлива што ќе се вика level. Како се вметнува променлива? Како се вика на англиски? Variable. И треба да се именува level, така? И сега, таа variable ќе ни се менува секогаш кога ќе ни се промени позадината. На кое место би требало да ја ставиме тогаш? На почеток. На кое место ние ставаме next backdrop? Еве сега ми го кажа, каде го ставивме next backdrop? Ајде се вратиме чекор наназад. Кога ќе ни излезе пораката level up, каде се наоѓа таа порака? Кај кој карактер? Кај тоа зеленото. Кај зеленото. Можеш да го кликнеш некој зеленото? Кај него си? Мислам, да. Оди, види, ајде. Значи, кликаме кај зеленото. Така? И сега кај таа пораката што ти види level up, треба да ни се промени позадината, така? Да. За да ни се промени позадината, кој блокче го користиме? Next backdrop. Ајде, земи едно next backdrop, стави таму. Ама кај внатре во тоа? Внатре во тоа, да. Во forever или во if then forever? Во if-от.
Веднаш после пораката. Пред level up или после level up? После level up. Значи прво треба пораката да ни се појави за да знаеме дека одиме на следното ниво и тогаш да се смени, така? Добра. И сега, откога ќе се промени тоа позадина, треба да ни се смени и левелот, односно треба да имаме некој блокче што вели change level by 1. Како тоа би го направиле? Одиме кај variables Ајде, додека ми го раскажуваш, кликај слободно. и правиме variable level. Ајде. Некој успеа со предизвикот да заврши? Уште малку, добро? Не, убав. Океј. Направи variable level? Да. Добра. Михаел, и ти? Добра. И сега, таа variable level, која ќе биде на првата позадина, што треба да покажува? Значи, кога ќе почне проектот. Level 0. Кога играта почнувате од левел 0? Или од левел 1? Постои левел 0? Не. Тогаш од level Јас немам сретнато, може да има. Не велам не. Но, обично, поените што ги собираме ги ставаме дека почнуваат од 0, а нивоата што ги поминуваме почнуваат од прво ниво, па Виделке. второ, па трето. Така мислам. И сега, значи на почетокот кај зеленото знаменце би го ставиле set level, значи дека да го поставиме левелот да биде на 1. И понатаму да го зголемуваме за 1 секогаш каде да направам set level на 1? Ајде вака, ќе ви споделам екранче. Може да следиме Учителке. документот, за да може да... Учителке, Молам. јас го направив само кога идам кај тоа зелениот правоаголник, Добра? ми одма искочи левел 3, па левел 5, а не ми искочи 2 и 3. Океј. Сега ќе го поправиме. Значи, ќе ви го испратам овој документ сега што го гледаме заедно, за да може да го доправите ова што ви го кажав како предизвик. Сакаме нешто застана. Oh no. Леле, не се слушаме? Да, добро. Нешто скроз ми се укачи. Добро. Значи, треба првиот лавиринт или maze 1 да биде овој што изгледа вака лавиринт. За кога ќе завршиме на него, значи кога ќе стасаме до зеленото правоаголниче, треба да оди на maze 2, односно на овој лавиринт. Вие тој што го решававте со сите 3 стуба е третиот лавиринт или последниот. Тука, кога корисникот ќе пристигне на зелениот правоаголник, премини на следната позадина. Тоа ни беше првиот предизвик, така? Додаде променлива левел, која ќе има за задача да брои на кое ниво се наоѓа играчот или корисникот. Сега, овде, веќе овој код ви постои со level up, затоа е затемнето. Вие треба да го додадете следното. Правиме променлива што се вика level и низината вредност ја поставуваме да биде 1. Секогаш кога ќе почнува проектот, ставаме позадината да биде backdrop 1. Го забележуваме тоа? Backdrop 1 е првиот лавиринт. Потоа, внатре кога ќе ни се појави пораката level up, се променува позадината, ама исто така се променува и левелот за 1. Значи, ова го ставаме кај зеленот. Вели, оваа скрипта му кажува на спрајтот дека откако ќе стигне до крајот на лавиринтот, се менува нивото и оди на следната позадина. Толку. И сега си велите, што е овој тука код што го имаме кај топчето? Зошто ни служи? Што е првиот блок? Може некој да ми прочита што е првиот блок? Што е овој првиот блок тука?
When backdrop switches to backdrop 1. Што значи тоа? Кога позадината се смене на backdrop 1. На backdrop 1. Гледате дека овие backdrop 1, 2 и 3 се лавиринтите по ред. Значи 1, 2 и 3. Секогаш кога ќе биде на таа позадина, поставуваме топчето да ја има оваа почетна вредност. Океј? Значи кога ќе бидам јас на првиот лавиринт, која да ми биде почетната локација? Оваа тука што ќе ја ставам. Кога ќе бидам на лавиринт 2, која почетна локација? На лавиринт 3, оваа почетна. Гледате дека кај сите лавиринти почнуваме од една иста точка, односно овде горе во ќошето. Но, постои опција, доколку ви се смени лавиринтот, можете да му ги промените местата и овде да биде друго go-to. Овој документ ќе ви го испратам, сакате сега во чет да ви го испратам за да си го симнете брзо? Наставничке, Молам. а вој код со when backdrop switches to да го внесеме во карактерот bold. Да, со стрелка тука намерно за тоа ви е покажено. Значи овој првиот го додаваме кај зелениот правоаголник, ова тука го додаваме кај кругчето, односно кај топчето. Затоа има стрелки вака. Ова беше предизвикот што сакав денес да го завршиме. Мислам дека поради тоа што ви е дадено вака во материјали, лесно ќе можеме да го сработиме. Кажи? Наставничке го решив. Добро, еве сме, значи пробај симни си го имате што го испратив во чет, чисто да си го имаме. Јас пак ќе ви го испратам на мејл, за да го имате и на мејл. Сега вака. Ви кажав за дома, знам дека премногу ве задржувам од тоа што треба да ве задржувам, од толку што сакам да ви кажам и да поминеме за време на часот, не стасуваме. Премногу се задржуваме на домашните и затоа сакам сега да ви ја скратам домашната, односно да ви дадам само едно нешто да направите. И следната недела, кој го направил супер, кој не го направил пак супер, ќе покажеме како треба да се направи. Значи, за дома имаме. Гледате дека ние минатиот час со catch правевме една фраза што вели you win, така? Или може да ви пишува level up, така? Нешто такво, може да ви пишува. Но, вашата домашна ќе биде во овој лавиринт, значи што сега го работиме, не правиме скроз нов проект, ништо такво. Значи во овој лавиринт сега што го работевме, фактички на часот, ваша задача ќе биде да направите нова позадина која ќе има текст you win. Дали позадината ќе ја боите во некаква боја, текстот во било каква боја, тоа е на вас оставам. Направете го шарен ако сакате да биде, супер. Тоа е важно ми е кога ќе ги поминеме сите три позадини, окей? На крај да ни се појави пораката you win, односно позадината you win. На кој начин ќе ни се појави она? Кога левелот, ние знаеме дека имаме три позадини, така? Почнуваме со левел 1, кој ќе ни се смени позадината, одиме на левел 2. Нова позадина имаме. Ќе ни се смени позадината, одиме на левел 3, така? Нова позадина. И сега за левел 4 нема да имаме нов лавиринт, току ќе имаме порака што ќе вели you win. Значи, ако левелот е еднаков на 4, ќе имаме да се појави новата позадина you win. Свативме што имаме за... Учителке, значи, сите позадини само да ги сменеме? Значи вака, се задржуваме на проектов, така? Тоа што ви го испратив како дополнително, би требало веќе да го имаме завршено, ако го немаме, затоа ви го испратам материјалот. Ваша задача е нова позадина да направиме, на која што ќе пишува you win, и ќе се појави кога ќе завршиме со третиот лавиринт. Толку. Кога ќе почнеме на зеленото знаменце, треба да почнеме од првиот лавиринт, ама тоа веќе го имаме во кодот. Ред? Тоа треба во ист проект или во различен? Во истиот проект сега што го правевме. Затоа реков, за да не се задржуваме следниот час премногу на домашната, затоа ви давам сега само една работа. Океј?
А веќе од следниот час па имаме нова игричка, па нови работи што треба да додаваме, па тајмери и така натаму и така натаму. Значи има многу подруги нови работи, па подобро на новото да се задржиме повеќе на часот отколку на домашното. Се разбираме? Океј. Прашање дали има во врска со домашната, прво да прашам. Нема? На сите ни јасно што имаме за дома. Океј. Дали имаме прашање во врска со часот денес? Нешто што пропуштивме да кажеме, што сме пропуштили од минатата недела да кажеме, не ни е јасно како. Има таква нешта? Нема? Океј. Размислете, доколку има следниот час можеме да објасниме, значи што и да има нешто нејасно. Договорено? Океј. Ако не е јасно што имаме за дома и ако немаме прашања, мене ми останува само да ви кажам да имате убава недела и се гледаме следниот вторник. Довидување, наставничке. Довидување. Чао.